Лебот, млекото, оризот, тестенините, јунешкото, пилешкото и меленото месо, потоа кравјото сирење и кашкавал, односно над 50 категории производи веќе од утре ќе треба да се продаваат поевтино за 10%, а некои производи и повеќе од 10%, односно референтната вредност се зема на цените од 1 август. Тие што ги покачиле цените во август не само што ќе треба да ги вратат како во јули, туку таа цена ќе треба да ја намалат за 10%. Мерката ќе трае до крајот на ноември, а се очекува покрај овие производи наредниот период да бидат вклучени и други, за што се водат и разговори како со производителите, така и со трговците. Министерот за економија уверува дека намалувањето ќе се почитува, зашто пазарната инспекција ќе врши засилени контроли. Намалувањето ќе го примениме од минимум 10% како референтна цена од 1 август за сите производи кои се наведени. Тоа што се случило од 1 август до денешниот ден не важи. А што значи ова во пракса? Дека може да има намалување на цените на овие производи што јас ги наведов и повеќе од 30-40%. Во табелите е објавена целосната листа на прехрамбени производи кои согласно владината одлука треба да поевтина за 10% и кои по продавниците ќе бидат обележани со гарантирана цена. Ако тоа не се почитува, Бектеши рече дека ќе бидат преземени ригорозни санкции, како и затворање на продавниците од страна на инспекцијата. Најавивме дека ќе биде обврска да се стават и ознаки како гарантирана цена, каде што граѓаните ќе можат да ги препознават, а инспекторите кога ќе влезат во одредена контрола, да видат дали стварно се почитуваат одлуките на владата за овие производи кои ги наведов. Во однос на акциите кои традиционално ги применуваат трговците, Бектеши рече дека сега е направена мала корекција, при што ќе им се дозволи да прават акции со пониски цени од замрзнатите, ама цената да биде под замрзнатата и ако случајно прават поевтинување на цени поради истек на рокот, тоа да го означи за да биде јасно за потрошувачите. Одлуката ќе стапи на сила откако ќе излезе во службен весник, односно утре напладне. За многумина оваа мерка е задоцнета, ако се има предвид дека високите цени кај нас, за разлика од соседите, веќе ги надминаа сите граници и заминаа до небо. И додека во регионот храната поскапе за околу 10%, кај нас поскапувањето надмина 47%, што директно го осиромаши и онака сиромавиот граѓанин.